narodeniny čestitá. Ideálne беше хранење на идентитетските одредници на нацијата и се разбира сериозен допринос за развојот на туризмот. Една држава заради духовно хранење мора да има паметници на своите минато и историја, споменици на своите битки, херои, победи и успеси. Со овој грандиозен проект еден и единствен за природната нацијата успеавме да направиме. 43 згради изначени со 29 милиони евра, километарски фасади за 23 милиони евра, площади, фонтани, мостови и скулптури за 800 милиони евра. Многу мансолзи и љубов доживено во сите неверби. Долгот на нашите предци го заветивме, патот на нашите идни поколенија го трасиравме за таа нова држава. Стара, античка Македонија создадовме. Koja tu zasega spomeneta? To Biblija! To Biblija! Ati su stavili petnika, samo najveća Makedonija! Ati su stavili petnika, samo najveća Makedonija! Romantika Senus Nerede, sada mi dolapna che se čekare od Stambol do Skopje, Jurine, do Skopje, od Stambol do Skopje, Jurine, do Skopje, site tu katanki pred naši palanki, malko sme u broj, no silni moj. Zapadot, istokot,
Okade i da se za mnogo godini moj narode na Makedonija za mnogo godini Makedonci kade i da se za mnogo godini moj narode na Makedonija Homo sapiens! Makedon sapiens! Arabi Makedon! Asli Kurebe! Fakir Makedon! Sesin Kurebe! Kera Yadenda! Kayu Mai Makedon ki! Asli Kurebe! Eka brate! Eka pusha! Allah tika brate! Nešta kesruša neka brate! Neka pusha! Ne sediš ti brate! Makedonska duša! Što i da najdovte može da počeka! Ne može da počeka! Tuka je Kajnac! Ova je svetsko čudo! Sтой, profesore! Го најдовте гробот на Александар и тој на денешен ден! Ето си ума спомени, тој себе Скопје го достои! Не, Александар! Туку je Šara! Celo vreme bila tuka Kajnac! Што најдовте, професоре, дека Шара цело време била тука, Кајнац? Епа, браво, браво, професоре! Распукала шарпанина, хајде распукала. Šarplanina! Ne Šara! Tuku Šararat! Biblijska planina! Ovaj pergament беше сокриен со векови. Го најдовме под една камена плоча во црква во близина на Старо село. Пишуваше: ова е Арарат и овде застана Божјата арка Ноева. И од ова место животот се расели и свет почна одново. Утринава од никаде на пергаментов се појави словото Ш, некој тајно мастило. И кога ќе го прочиташ, се добива Ш, Арарат, Шарарат. И овде застана Божјата арка Ноева. Леле, луѓе! Имам се лави. Што имаш, извини? Се лави веќе видено, ова ми е веќе видено, значи се сеќавам сите ние овде игравме, дојде професорот и кажа, најдовме кажа. Ако Шарарат е планината на која застана арката на Ное, тогаш ние сме директни потомци на Ное. Ова побива сега дека сме антички. Од денес не сме повеќе македонци. Ние сме Ноеви македонци. Стоп! Епа нема да може! Со колкаво одрекување ја направивме античка
пензиите. Намалихме наплатите. И што сега најнаш не сме повеќе антички, така? Значи, сега сме библиски. Први во свет. Уште порано, уште подобро. Ние го изродивме светот. Ај, чекај! А сега јас што да направам што ги крстих своите 4 синови, Александър, Пердика, Аминта и Песе, а? Така е сега што ќе правиме со спомениците, со палмите што ќе правиме? Како ќе ги вратиме парите за Скопје 2014-та? Ке станеме големи. Ке направиме Ноево Скопје 2020. Ке не растргнате и до вчера ги убедувахме дека сме антички. Јас ке полудаме. Јас веќе не знам кои сме. Какви сме? Антички сме. Кирови сме. Титови сме. Ноеви сме. Абе сме на 7 партии и 4 држави, разбирате вие? Не, јас не знам каде повеќе ќе одиме. Јас не знам на каде да се свртам. Не работата до каде ќе одиме. Туку треба да одлучиме што сакаме, дали сме антички, стари 2000 години, или сме милиони години историја. Антика или палеолит? Прво беше светло, па темно, па вода, па Бог го создаде Македонец. Ако сме најстар народ, тогаш не боли газот дали некој не признава или не признава. Ние ќе бидеме тие што ги признаваат другите или не ги признава. Така е! Значи ние сега ќе се откажеме од стабилно поставена античка држава за нешто што уште не е ни проверено, така? Се е проверено. Направен е тест со изотопи од јаглерод и сите возможни тестови. Докажано е дека пергаментов е оригинал постаре од повеќе од 2000 години. Пишувам на мешовито арамејски и старо македонско писмо. Значи докажано е шара е шарара толку. Леле, луѓе. Луѓе се, леле се најживно. Леле, име чеша левата рака. Леле, Арно, велеше баба ми, што е твое, ке си дојди. И ете го, дојде. Леле, луѓе, Господ ни прати знак. Господ. Значи ние ако сме деца на Шараратската република, тогаш се потекнува од нас. И животните, и луѓето, и Александър Македонски, и Джингис Кан. А чекайте. Сакате да кажете дека и грците потекнуваат од нас? И грците! Па тогаш сме библиски. Нема друго. Грците ќе ги потопиме на неки тики курацки. Ке ни пушат! Не, јас не знам, ова веќе ништо не разбирам. Тој што ме се откаже тркалото на историјата ќе го прегази. Од кој се плашиме, а? Овој документ ни дава библиски, старозаветен идентитет. Ние повеќе не прашуваме, другите не прашуваат нас. Народот ќе биде запрепастен после ова, јас не знам што ќе испадне. Ове, народот ќе биде пресреќен. Ќе биде она што ние ќе му кажеме да биде Ноева Македонија. Од арката и од Шарарат и од нас повторно ќе почне светот.
почитуван председателе на владата, господи министерки, господа министри, после вашето барање за комплетно реосмислување и прекомпонирање на проектот СК-014, нашето архитектонско биро Шарсиль и Шарсилјов осмисли комплетен редизајнета урбано оплячкана област. Мојата асистентка Менче фон Нојцева ќе ми помогне во презентацијата. Повели душо. Првиот и најсимволичен споменик. Та казино Лас Вегас вертикала, на чиј врв се наоѓа победникот, војникот Александар Лузер. Ке мора да претрпи како стручно статички, така и визуелно метафорички трансформации. Значи, Александар ќе го преобразиме во прататкото на нашата прататковина Ное. На Александар ќе мора да му се отстране главата. Наместо тоа квадратесто лице, како од лош филм, мислам, ми доаѓа уште една отсечена глава и тоа ултра ретро фешн брадеста глава на цар Самуил. И цела таа фигура ќе биде збогатена со една бакарна одора. А додека тој мал фројдовски меч, кој повеќе ја символизира хомосексуалноста на Александар отколку неговата сила, ни доаѓа голем, дебел и рапав стап. А додека конјот... Повели Минче? Иако стручна гледна точка представува многу помало трештех промашување во однос на Александар, ова животно, како што гледате, претрпи тотална трансформација. Со методот на hot flame директно аплицирање е претопено во бран. Така го добиваме нашиот прапредок Ное, кој го јава големиот историски бран на промени после потопот. Исто така, животните си остануваат лавови, меѓутоа морски. Така добиваме целосна слика за потопот. Или едноставно, еден New Wave Old Testament Ноа. Почитувани пратеници, мојот тим веќе ја испрати презентацијата за трансформацијата во нашето Министерство за економија и ние сметаме дека со нешто повеќе од 1 милиарда евра ќе успееме да ја завршиме конечната преобразба. А се разбира, на почетокот нашето собрание треба да биде слика и прилика на Ноевата арка и животните во неа. Леле, луѓе, имам се лави. Значи, имам се лави, ова еднаш ми се има случајно. Значи, се колнам, се од тогаш ми е некако голо и празно. На ништо не се сеќавам, само се сеќавам рече 1 милиарда. Да. Што сега? Ние треба да ги плаќаме грешките на претходната власт и да го градиме овој Ноеленд. Застане! Нели ние бевме претходната власт? Не, тоа не бевме ние. Добро, тоа бевме ние, ама ние кои не ја знаевме вистината. Нас историјата не излажа и бевме приморани да потрошиме 800 милиони евра. Ама сега кога ја знаеме, нема да дозволиме тие антички накази да ни се прцкаат по Скопје. Милиарда! Милиарда балони се многу, а не толку од милиарда... Тоа не е наш долг. Тоа ќе биде долг на нашите идни поколенија, бидејќи им овозможуваме ексклузивни предци. Се
целата финансиска конструкција на мојот тим се заснова врз репрограмирање на репрограмираните кредити, земање кредити од меѓународни фондови, а како основа на сето тоа е на домашна фискална солвентност. Собранието треба да го усвои идеолошкиот план и со тој документ ние ќе кренеме конкурентноста и ќе ги пренамениме веќе постоечките кредити, што ликвидната каматна стапка ќе ја намалиме од 9% на само 7%. Сметаме дека моменталноста на евизмот ќе ги поттикне нашите партнери да ги отгледуваат нашите достојани обврски и да ни овозможат еден гринфилд период од 90 месеци. За тој период ние ќе успееме да изградиме Ноева Македонија 2020 и да земеме нов кредит од Светската банка по смешна каматна ставка од само 5%. Со тие кредити ние ќе го вратиме веќе достојаниот долг за проектот СК-014 и таа мала милиарда за нашата Ноева Македонија 2020. Но се разбира, за оваа стабилна економска структура да се осигура е потребен стабилен бизнис. Постои само еден бизнис кој ја отвара вратата на економскиот просперитет и светската популарност. Шоу бизнес! Чекајте. А што ако нашиот председател не ја прифати оваа приказна за потопот, за Ноева Македонија и за шоу бизнисот, а? Не, се плашам дека недостатокно сме аргументација. Видете, за трансформацијата на државата овој пат имаме архитектонски планови, научни докази, економска основа. Претходно го немавме ништо од ова, па сепак проектот 2014 го прифативме. Зарем не? и спроведувањето на нашиот договор за формирање на нашата старозаветна Република Ноева Македонија. Ние тука со нас заедно го имаме неговото блаженство архиепископот Ноево Македонски господин Ноелари. Вода, вели вода. Водата како знак за
Потопот, водата како знак за закотвувањето на Ноевата арка при планината Шарарат и формирањето на нашата Ноева држава. Значи вода како еден символ. Оди, вели, оди нашата влада кон вистинска насока, кон идејата за формирањето и трансформацијата на нашето општество и политиката. Не, вика, не за антикомакедоникусите и за македонизацијата на државата и општеството и за искривувањето на општеството. Ве разбирам ваша светост, јас ве разбирам и еве едно благодарам од моје име и од нашата Ноево македонска влада. Сето тоа е поддржано од нас. Ракоплутни. Тој сега фрли една анатема врсителнија што нема да ја прифатат идеологијата на државата и државотворноста на нашата Ноева Македонија. И сега во овој момент тој дава благослов, последен благослов према сите вас присутни тука, затоа што Ное се јави, вајстина се јави. Господин Ноелари изјави дека ова е време на Божји чуда. И Божјите чуда на вистина се случуваат. Се наоѓаме под планината Шарарат, поточно во селото Меѓуное, каде неодамна двајца наши најмлади гледачи имаа блиски паранормални средби со духот на нашиот прапредок Ное. Ова е Мартин. Мартин е првиот кој имаше една таква средба. Така ли е, Мартинче? Јас сум овчарче, некој са вајде, не наливале кајто поточето, си ги пасам овците и едно утро, едно немалечкото јагнецето, почна да трча натам. Копај, копај! Најдеш да видиш од земјата како да излезе едно дрво и се разцепи на пола. Копај, копај! И најдеш излезе една светлина излезе и старец излезе многу чуден во брадата, како од вода да му беше брадата и во раката држеше став држеше и и тогаш јас знаеш најнаш падна вака на ливадата и се почна да разцутува цветоите почна да разцутуваат почна ове Света земја! И тогаш ова јагненцето малечкото најмалото се стрча вака и влезе во то дрвото разцепен и го снема. И го немаше и старецо го немаше. Така е, Мартинче. Значи ти си првиот кој имаше едно вакво доживување. Кажи ми, дали си возбуден, дали си горд? Уште ми го нема јагненцето. Да, ова е Мартин. Верувам дека цела Ноева Македонија му завидува на нашиот Мартин. Здраво, јас сум Николче и уште од мали нозе сум фатен на двете страни, на двете половини и тоа беше еден чуден доживљај, како светлина се јави, како еден завет, како еден воздух, како чудно нешто и наеднаш јас почувствував некоја сила, ме спружи на коленици и после почувствував како некоја сила од позади да ми навлезе и после тоа да видите како да ме олаба и на едната страна, како да ми пушти и тогаш Ное се јави, ваистина се јави на помош полајси му и после сега јас очекувам тој пат да се јави, за да ми олаба и другата страна, што се вика да ми пушти. Еве го духот на Ное се јави, ваистина се јави. Ти благодариме, Николче, верувале или не. Овде, пред наши очи, очекуваме да се случи уште едно Божјо чудо.
Цел, ево мене внатре. Како да бара некој отвор, за да проговори низ него, внатре ево мене. Како што веќе ви реков, очекување сме на уште Говора, преку некој говора, некова, некој тело, Почитувани, поради технички причини, приморани сме да го запреме, да прекинеме со овој пренос. Само ние ексклузивно од Шаранат, директно само за вас ви благодарам. Простите, ще имам само 3 минути да ви го съобщам нашето най-епохално откритие във връзка со Ноевата арка. И започнуваме. Јас сум професор Шански од Институтот за географија на Природно-математичкиот факултет. Според новите истражувања се дозна дека арката е била со големина од 35 на 15 километри. И доколку ние нацртаме арка со тие димензии врз шар планина, доаѓаме до еден непобитен доказ дека покрај историските и археолошките документи ние имаме и топонимски одредници, односно геометриски, односно топонимите доаѓаат од самите делови на самата арка. Најпрво арката станала на падините на највисоката точка на кораб, планина и оттаму доаѓа кораб, тоа што го фатила арката, го фатила планината со работа, до злата тоа се вика кораб, и потоа се наместила точно на шар планина. И почнуваме од јажинце доаѓа, јажинце од јажето на кој е била врзана котвата на самата арка, потоа рогачево рог од кормилото на самата арка, потоа имаме вратница, од вратата на арката каде што пребивале животните, потоа имаме бродец е од бродар на староноевски јазик бродар, тоа е местото каде што Ној ја управувал арката, потоа имаме вејце тука е вејце каде што се веала знамето на самата арка, потоа имаме вешала е тука. Вешала се тука, ги жетувал моје животните да благодарност Бога. Нашите соседни држави го користат вешала се уште. Имаме парче место кој се вика вешалица, потоа имаме бозовце, тоа е на врвот, тоа е боксовна, бок се одзовна, бок се јави, каде што се јавил по животот, потоа завршил. Ете, тоа е правата линија, но ако повлечеме и вака, каде што ќе ја добиеме целата арка, гледате како совршено тоа изгледа, добиваме од топоними, од материјалите од кои била составена самата арка. Ево дека имаме лешок од лешник, доброште од даб, глоги од глог, шипковица од чајот, шипка била направена тука арката, од друга страна има врбе штица од врба, штиците биле од врба. Многу ще една минута мислам, да. Но тоа не е се, откако арката заседнала на шар планина, како Биг Бенг се разпрснала, го разпрснала 200 прав, насекаде на Ној македонизмот по целиот свет, од таму доаѓаат сите топоними во светот, доаѓаат од Арка, Ное, Јафет, Сим и Хам. Почнуваме Шербија, Шарабија, Шараево, Ноервешка, Хамбург, Ное Јорк, Ное Зела, Ное Делхи, некои хапи стигнале до Сахара, оние кои ушивале го создале Шар ел Шейк, стигнале до Латинска Америка, Буенос Аркес, Хималаи, синот на Хамди, има тука да купа Сингапур, Шангај, Сингапур, а најхрабрите стигнале на Арктик и Арктик. Сите кои не веруваат во оваа теорија која е непобитна, се вика шарлатани.
Почитувани, добре дојдовте на уште една работилница, workshop, Arbeitenplatz. Сега ќе, пред да преминеме на практичниот дел, да ви кажам дека јас сум вашиот виш предавач, лингволог, министер без ресор, Арга Ное Шарарати. Пред да преминеме на практичен дел, сакам да ви кажам за нешто што го долго време елабориравме, поврзано со нашата Ноева азбука, која што пак води директно потекло од староарамејско писмослово и староперсиското фарси, кој што пак изобилуваат со една плејада од 26 согласија и 5 самогласки, кои што пак одат пропратени со една гестикулација телесна, која што има една своја оправданост во цело тоа. И сега јас ќе започнам со презентацијата, ми сметат. Само едно мало внимание барам и ако сакате да повторам, можам да го повторам воркшопот. Ова е звукот, архизвукот, првата самогласка која што ја предизвикал ударот со арката и шараратската платформа тврдопорна. При удирањето извикот на Ное и веројатно сите животни во самата арка Потоа следува една групација од П, Д, Г, Д, Д, и следува прва самогласка која што се изговара, пропратена со гестикулација, која пак отсликува еден ментален склоп на македонска белораса, десна рака, лев джеб или Потоа следуваат една групација на ноевозадни звуци, се користат напоредно. Потоа следува една многу символична слово буква, тоа е сусрет со Ное и гестикулација која има оправдување. Како поглед кон прабог Ное. Потоа следува една групација на јако компликувани слово букви. Оваа буква што следува понатаму е нема буква, немо слово, кое што не се изговара заради добробит и општо меѓукомшиско соработување и не вршење на компликации кон идни сусрети. Значи, оваа буква се кажува како навнатре, например, или во конкретен пример викаме Ноева Донија. Ноева Донија. Потоа следуваат групација од две самогласки, кои што во северозападни говори делуваат како и југозападни како југозападни ре, се, та, И последната буква, која што е една од најзначајни за шараратската земја, која што не сме достојни да изговориме, тоа е последната буква, после неа потоп. Ш! Драги деца,
старозаветна химна. И при тоа, ќе се служиме со Ноева македонската државна азбука. За овој час предвидени се 3 букви. И тоа А, Е, И. Сите! Стој! Денес над Ноева. Сите! Денес над Ноева. Мати? Денес над. Денес над. Етай! Денес над. Денес над Ноева. Сите! Денес над Ноева. Така е, горите шараратски, врати се на место. И горите шараратски, врати се на место. Ноеви песни, Ноеви песни, пусти Ноева Македонија, слободно живее, Ноева Македонија, слободно живее, одново сега знаме до себе, наша планина, Ноева ципијаве, свети се синови, Ноева ципијаве, наши се водачи. Ovo se ga zname to sebe na čararat planina, Ноева ципијаве, свети се синови, Ноева ципијаве, наши се водачи. Горите шараратски шумно пеат,
понатаму. Секој ден роботизиран гулав на мирот ке следува на раката на нашиот прататко Ное. Тој роботизиран гулав на мирот ќе биде направен од уште еден символ на мирот, а тоа е мајка Тереза. Ова заколета борка за мир ќе добие крила на гулав, маслинова гранка и дрон погон од 36 бати. Овој дрон ќе овозможи секојдневно полетување на раката на Ное. Со во спреме погодно за туристичките агенции. Така, мајка Тереза ќе може да лета на висина од 50 метри со автономна батерија од 48 часа, при што нашата мајка Тереза ќе надгледува нашата Ноева Македонија. Ви благодарам. Почитувани Ноево-македонци и Ноево-македонки, би сакала вечерва да ви се заблагодарам за оваа прекрасна награда за најноево-македонска европејка на годината. Благодарам. Би сакала да ви се заблагодарам не само како министерка за правда во нашата влада, туку како жена која знае како се чекори перастра, настра, преклучањето до звездите, што би се рекло. Во режимот кој е срушен во Александро-македонската темница, многумина ја поистоветува правдата и правниот факултет, многумина го буквализира образованието наспроти искуството, иако јас како позната естрадна уетница имам хитови за кои многу правници можат само да сонуваат. Моите драги сонгови, Робинка сум твоја, судбината ми судеше, кеш, мафијаш, Македонка кога љуби, ти ми го зеде срцето, младоста ми помина и многу други. Јас само го следев својот сон, како што би рекол Мартин Лутер Крал, I dream I have. Во превод јас сонувам соништа, да? И еве мојот сон е токму тука. Успеавме сите на согласување и проблеми да ги решиме со внатрешен диалог во атмосфера на демократија и толеранција. Успеавме сите на согласување и проблеми да ги решаваме. Основивме специјални едукативни центри за усогласување на мислењето и промената е толкова што сега пловиме по водите на демократијата, онака како што шараратска дарка на нашиот предок Ное пловеше по големиот потоп. Пловиме како еден синхронизиран оркестар без дисонантни тонови, пејќи ја истата песна. Песната на Ноевата татковина. Благодарам. Се што стана, стана од него. И ништо што стана, не остана без него. И Бог светлината ја нарече ден, а темнината ноќ. И би утро, и би вечер, ден први, потопилник.
вера. Реис улема Ефенди Сулеймонове, со мојот брат Коноева вера од исто село. Поглаварот на православната црква господин Шарга Тангел. Решивме да ги тргниме настрана нашите несогласувања и конфликти кои доаѓаат од нашите 2000 години млади религии. И во екуменизам да пристапиме кон најстарата религија на светот, ноевизмот, зашто Аллах му рече на Нух, качи се во арката во името на Аллах и нека плови и нека застане. Затоа што во Светото писмо пишува и рече Бог Ноета да влезе во арката со се сите своји од домот свој внатре. Да пристапиме кон првата заедничка молитва. Ное наш кој си на небеса, да се свети името Твое. Арката дојде! Да биде арката Твоја, да биде земја шараратска. Арката дојде! Дај ни готине не дрвото суво насушно. Прости ни ги долговите наши антички македонски. Арката дојде! Не поветувај, не во искушение, но избави ме од лукавиот. Арката дојде, бисмила, јафет симми хаманоe. Ное наш кој си на небеса, да се свети името Твое. Тој му пркоси на олујата. Од ненадеж, кај светите шараратски карпи, отпадот од патниците антикомагедоникуси навлекуваат на бродот. Што ќе се случи со светот? Но, таков е овој звук. Тој кој што влекува на бродот. Тоа е геројот на нашето време. Апамен! Антикомагедоникусите во историски заборав. Затоа, тие се оние кои потискуваат шараратската вистина од тој миг во битката влегува Ноевата пријателка Шара Кров!
нашата арка плови од овде до вечноста. Стоп, сечи купеновите. Сега можеме ние. Така. Мене крупно, Соник Тотал. Пак мене крупно. Можеме. Драги гледачи, се надевам дека и вие, како мене, вашата Ное Вланка Шарарашич, уживавте накратко да зирнеме во ова исклучителна можност на сет за време на снимањето на најновиот ноево-македонски филм После потопот. Тука со нас се главните актери во овој филм. Нојко Темелковски и на големо задоволство на машкиот дел од публиката, ноевудската звезда, кралицата на арко-акциониот филм Ноелена Потоповска. Овој акционен блокбастер еден голем хаос. Нојко, вие изигравте се и се што може еден актер да изигра. Бевте Ное, во Ное се враќа дома, па Хам, во Хамлет, па повторно Ное, во Шарарат не мртв, па Сим, во Брајка Караное, а сега ке ве гледаме како Тапан мен, херојот кој ще ја спасува арката. Па видите, мислам, значи Тапан мене чест за секој актер да го игра. Знаете, јас уште кога ја добив наградата Ноева маска на фестивалот Ноево лето, да представата арка за арка Од Шаркспир. Благодарам, колешке, си реков, твојот народ е твојата награда. Слушни го неговиот ритам и неговото битие. И така ќе дојдеш до Тапан мен, знаете, и така дојдов јас до сршта на Тапан мене. Па знаете, уметноста не постои независно од националноста. Што би рекол нашиот председател, Ноева Македонија може без уметноста, но уметноста не може без Ноева Македонија. Честни и достоинствени се говорите на нашиот председател. Но Елена, вие блеснавте во Пиратите од Шарарат. Ја добивте наградата за Ное Woman 3. Театарската публика ве памети по Веселите жени од Шарарат, Потоп и Казна, а сега сте Шара Крофт. Значи станува збор за еден екшен фюжн трилер. Значи мислам да разчистиме самиот врв на Ноево македонската филмска продукција. Тоа е едно лудило. Архи старозаветно со елементи на фикшенот и секако филмовите за катастрофи. Исто сакам да кажам дека Шара Крофт е родена од самата планина Шарарат и таа долабоко во себе оргазми органски ја чувствува целата таа неправда. Мислам од и публиката ќе успее да препознае со каква страст е работен овој прв екшен, фюжн, трилер на New Age тема, на New Age од старозаветната архи-типична екшен фюжн of the fusion, the thriller. Како точно беше прашањето? Благодарам. Драги гледачи, тоа беше се. Вашата Ноева ТВ и вашата Ное Вланка Шарарашич секогаш на вистинското место и со ексклузивни вести. На Capital of Kitsch, проектот ЦК-014, ќе запекнеме десетици лавови и стотици коњи. Та ултравестерн патологија
е на наша страна, зашто нам сите животни ни се потребни. За лавови, со брусење на гривата на лавовите од мостот Гоце Делчев и додавање на пруги и добиваме потребните леопарди. Со истата метода со додавање на туфни или точки добиваме леопарди, а пак за пантери само една black color интервенција. За коњите. Со методата на брусење и додавање на пруги и добиваме потребните зебри. За магариња и мулиња само едно студско брусење, а за жирафи го сечеме вратот и додаваме имплант. Така и добиваме нашите животни. Тенксич, Минче. И за крај, сите овие интервенции ќе бидат направени од рециклирачки материјали. Да не подоцна сакате да направите некаква друга поголема или помала трансформација на Македонија. И за крај ви благодариме за присуството на нашата презентација за трансформација. Проевропска и добрососедска арка плови по морињата на мирот и толеранцијата. Ова арка му припаѓа на првиот народ, кој што беше толку слободоумен за подоцна да ги признае сите подоцнежни народи. Од северот до југот, од изгревот до залезот на сонцето има само едно прапостоење, една прататковина, една Ноева Македонија. И таа е овде, направена по сите ИСО, кошер и фул органик сертификат. Единствена и најстара на светот, со посебни програми за млади и талентирани. За отворени, весели, љубопитни и способни. За поединци и народи кои ги привлекува овој ритам, овие песни, оваа мешавина на звуци и страсти. Но ево македонска арка која ги обединува сите разлики, сите програми, провладини и невладини сектори, класичари и модернисти. Старозаветна арка, исполнета со ведар дух, виталност и опатимизам. Добре дојдовте на патувањето до Шарара. Добре дојдовте меѓу среќениците кои имаат место на оваа арка. Меѓу недобрите и успешните, меѓу ретките и избраните. Освен јупците, ромите. Извинете, ама како можат ромите да бидат меѓу избраните? Ова е арка на мирот и на толеранцијата и затоа на неа нема место за нетолерантни и агресивни грци. Мислам дека тоа не е честно. Како да ги сврлиме грците, а да ги оставиме србите? Се знае кога ги почнува сите војни. Не. Да. Не. Да. Ова е света Ноева арка и мораме да покажеме дека овде сите сме еднакви. Добро, освен евреите. Добро знаеме кои се тие и какви се. На муслиманите не им треба арка. Тие имаат чамци, ги препавија сите мориња и целиот свет. А што правиме со толеранцијата? Јас сум за тоа да се качат на бродот, но претходно да се стерилизираат. Зарем
германците, а да се стерилизираат албанците? Не, тоа го рековме за кинезите. А животните? Каква арка е тоа ако на нея нема место за кутрите животни? Да ги сврлиме црнците. Тие јадат животни. Тие самите се животни. Тие јадат и луѓе. И бугарите јадат луѓе, ама кога ќе се напијат, отпирки бугарите! Не, ние не сме фашисти. Се знае кои се фашисти, тоа се германците. А на ова арка нема место за фашисти. Ниту за јапонци, ниту за италијанци. Италијанците јадат мачки, кинезите јадат кучиња, а босанците јадат се. Надвор со нив! Ни требаат некои убави и избрани, како французите. Французите шират голови болести и пијат. Да останеме смирени, да го зачуваме духот на отвореноста. Може би не треба да ги примиме русите, затоа што многу пијат, ама затоа пак поприфатливи се норвежаните. Како да не? Па потоа да се скараат со швеѓаните и со данците. Море марсците надвор од бродот. Монголците прават болни деца. Имам читано. А нам им требаат болни деца. Ниту парализиран, аутистична стока. Ни требаат деца, но убави, со плави очи. Инвалидите зафаќаат премногу место. Дебелите зафаќаат премногу место. А анорексичните да ми се тетерават овде како авети. А епилептичарите да добиваат напади, да се пенават, да ги плашат животните. Главонемите и онака не разбираат ништо. А старците да им паѓаат вилиците и да ги кршат колковите за време на олујата. А грдите да се множат овде и да ни шират грдосија. И сите со коси очи и широки ноздрови. Католици и будисти, турци, финци, арапи, пери и лесбеки, и сите тие болести, трансполови, трансродови, трансгендери, препробирани, клепави со сладкори, наркомани, диабетичари. Само вистинските македонки и вистинските македонци. Само вистинските македонки и вистинските македонци. Земјо македонска, уважавам те. Само кој умее да фати 7 осмински таки, уште од малку се. Земјо Ноево, арко македонска, уважавам те. Роевиот македонец знае да лелека од кога ќе се роди, па се дури не умре. Ништо не те плаши, Ноедонио. Роевиот македонец може да плива во гомна, во вода, во ракија и да не се уда. Ој, бели свет, Ноево македонците се опасно курести. кој душман ке везе. Ноевите македонки се раскошно цицлести. Жив нема да излезе, Ноедонио. Ноево македонците имаат кожичка меѓу прстите, уште од времето на прапотопот. Ти го саваш гроб.
Разширете ги пръстите, покажете ги коровите, извадете ги цицките. Ноево македонската арка плови и сяе. Сяе затоа што е етнички чиста. Не се појави зашто ние го напишавме затоа што се шегувавме. Не вие,
Утрово влегувам во неговата соба. И целата соба ичкртана. Го прашувам, што е ова, сине? Искртани зидовите, мебелот, полиците. А тој ми вели, тоа е моето име, тато. Кога ќе го напишеш, не ти личи на брод, татичка. Сигурен сте дека е тој? Ми вели, ти напишав и големо Ш на хартијата што стоеше на твојата маса, татичка. За да знаеш дека те сака. Луѓе! Луѓе, имам се лави! Ова веќе еднаш ми се има случај. Колку години има малиот? Малиот. Тој има 5 години. То добро е, мало е. Ке заборави. И вие ке заборавите, нели, професоре? Јас ќе кажам дека се ова е само моја вина. И дека вие тука сте само со добра намера. Кому ќе кажете, професоре? На народот. Народот мора да ја знае вистината. Народот нема потреба да се обтеверува со факти. Ние сме тука да ја поднесеме вистината. Само ние не смееме да живееме во заблуди. Зошто, професоре? Заблудата е едно многу густо населено место. Затоа што тоа не е морално. Тоа не е морално. Морално е она што се мора, професоре. А ние моравме да земаме кредити, за да ги реализираме вашите идеи. Моравме се одново да прекроиме и да пресоздадеме. Моравме да му дадеме на народот надеж